Во јуни 2023 година гувернерот на Тексас Грег Абот потпиша закон со кој се забрануваат, како што е наведено, сексуално експлицитни, вулгарни или образовно несоодветни книги од училиштата. Законот ќе бара од државата да воспостави нов систем за оценување на книгите во јавните училишни библиотеки. Тој вели дека има и слики и материјали во некои книги од библиотеките кои едноставно не се соодветни за деца. Сличен закон во сојузната држава Арканзас стапува на сила во август. Библиотекарите би можеле да се соочат со кривични пријави ако се утврди дека го прекршиле законот. Сдруженијето на библиотекарите во Арканзас веќе поднесоа тужба за запирање на имплементацијата на законот. Керол Кофи од Асоциацијата на библиотекари во Арканзас вели дека законот е многу нејасно формулиран и затоа е нејасно како да се следи. They keep talking about sexually explicit materials. Тие постојано зборуваат за сексуално експлицитни материјали. Некои од книгите кои се спомнати по наслов е книгата наречена Совршено е нормално. Намената е да им помогне на родителите да ги научат своите деца. Различни луѓе имаат различни идеи за тоа што е соодветно, а што не е, што е дел од проблемот. Тексас и Арканзас не се сами. Експертите како Надин Джонсон од непрофитната организација за слободен говор PEN America вели дека законите во Тексас и Арканзас се дел од трендот. Во текот на изминатите неколку години, PEN America следи се што се случува со забраните на книги низ целата земја и откривме дека најмалку 32 сојузни држави издале забрани. PEN America откри дека книгите кои најчесто се наблюдуваат покренуваат прашања за сексуалноста, расата и полот и соодветноста на возраста. Критичарите велат дека забраните се насочени кон отстранување на материјалот што зборува за ЛГБТ заедницата. Джонсон вели дека овие насочени забрани се незаконски и тие можат негативно да влијаат на децата, адолесцентите и американското општество. Тоа е цензура од владата и ова треба да биде загрижувачки за секого, без разлика на нивните политички ставови или идеологија, бидејќи последното нешто што ни треба е да дојде влада и да каже до што можеме, а до што не можеме да имаме пристап. Тоа е во спротивност со нашите уставно загарантирани права. На американците не им се допаѓа идејата за забрани на книги што ги налага владата. Анкетата објавена во јуни од Националното јавно радио покажа дека убедливо 69% од американците се противат на државните закони кои забрануваат одредени книги од училишните библиотеки. Законите Белата куќа ги нарече цензура. Необичен потек на гувернерот на сојузната држава Илинос, Џ. Роберт Приџкер, кој потпиша закон за забрана на дел од книгите. Државниот закон ќе ги одземе владините средства од библиотеките и училиштата кои повлекуваат и забрануваат одредени книги.